Здраво вам, браќа и сестри кавадарчани. И се радувам што можам ова сабота да бидам со вас и да нешто проговорам од ова книга. Последен пат кога имам зборувано од Библијата пред кавадарчани беше пред 30 години во старата зграда, во старата црква. Тогаш беше преполна црква, многу луѓе беа, дури и од другите цркви имаше. И нешто што можам да забележам, многу мина од тие денеска не се со нас. По природен закон замина, а некои нови се дојдени. Така да ќе можеме да бидеме заедно. Вчера бев излезен во природа да прошетам низ една борова шума со еден комшија. И шетајќи низ таа шума наидовме на еден козар со неговото стадо, имаше некаде околу 40. Ме удари еден многу непријатен мирис од тие кози и од козарот. И само што заминавме, почнав да кашлам, почна носот да ми течи и не знам што ми е. Ама одејќи низ таа шума, престанав и да кашлам, престана и носот да ми течи. Така да знаете, борова шума и бука прават најквалитетен кислород. И кога да имате прилика да помините, вика 2 сати, ако помините во таква една средина, на таков воздух, добивате имунитет за цел месец. Така да знаете. Јас имам обичај моите говори и говоранци да ги започнам со неколку стиха од мојата скромна стихозбирка. За ово утро одбрав една која што има наслов Те барам. Те барам насекаде. Те барам во вселенските височини. Те барам во сјајот над звездите и топлината на сонцето. А ти си тука и насекаде околу мене, во делата твои, кои не може никој да изброи. Во блескот на молњата и татнеж на громот. Во цветот богат со мирис и боја, што пее за љубовта твоја. Во секоја клетка од моето тело. Во писмото што се чита и по светот шири. Во Исус што го испрати да не откупи и кај тебе врати. О Господи, помогни му на мојот ум да свати, дека си го обкружил со своите уникати и да воскликне смело, се што си создал Боже е ремек дело. Имам едно искуство, една забелешка. Секогаш кога ќе дојдам на распред да проповедам, мојата тема е поврзана со библиската поука за тој ден. Не знам дали тоа е случајно, а ние не веруваме во случаи, распоредо го прават други, така да еден дел од мојата тема денеска ние го опфатиме во библиската поука. Ама ќе слушате нешто што не беше предмет на библиската поука. Дали некојаш сте размислувале за тоа што Бог дал, вложил, инвестирал, жртвувал, платил за нашето спасение? Или со еден збор, колку го чини Бога нашето спасение? Верувам дека ќе се сложиме сите дека многу го чини Бога нашето спасение. Потврда за овие зборови, за овој заклучок, наоѓаме во Јован 3:16. Има ли некој доброволец? Храбре да го каже. Ајде, сестра.
Благодарам. Гледаме колку скапо сме платени. Ali ovo je samo motiv koji što Boga go potiknal da ne otkupi. To je dokaz, izraz, dokaz i potvrda za goleminata na Božjata ljubov koliko ne saka той. Ali koja je причината? Što го натерало Бога да се вклучи и да се зафати со еден гломазен, глобален и рискантен проекат да го спасува човекот на ова планета. Одговорот на ова прашање го наоѓаме во едно фамозно зборче со малку букви. Грев. Гревот е причината поради која Бог морал да се жртвува, да се зафати со овој проекат да го спасува човекот. Што е грев? Библијата дава еден краток и јасен одговор, една дефиниција кратка. Вика, грев е беззаконие. Значи, грев е живење спротивно на законот, а законот е израз на Божјата волја, преточен во тие 10 точки. Елена Вајд кога зборува за грев, таа вика, грев е прекин на нашата врска со Бога. Не одиме по Божјиот пат, одиме по својот пат и секогаш се оддалечуваме од Бога и не можеме да ги уживаме оние благодети и благослови што Бог ни ги дава. Јас имам моја една дефиниција за грев. Грев е еден вселенски феномен, кој, откако ќе се појави, не задржува својата првобитна форма, туку постојано расте, се развива, се шири, еволуира и се манифестира во безброј негови последици, со фатален исход. Каде се јави првиот грев? Познато ни е. Горе на небото, важниот и со најголем авторитет ангел, кој што се вика Луцифер, не учествувал во создавањето на нашата земја, четврта личност по таа небесна хиерархија и се побунил против Бога. Направил револуција, ама за таа револуција му биле потребни следбеници на негова страна. Но тој не му кажал на ангелите крајната цел и намера која ја имал да формира своје царство, да формира свој престол и да владее на него, да се изедначи со Бога. Знаете што му кажал тој? Ова го пишува Елена Вајд. Му кажал во една прилика кога ги свикал сите на состанок пред него, му рекол, јас имам забележано една работа. Ние малку го обожаваме Бога, а јас имам план да тоа го унапредам. И тие ништо не виделе лошо во таа негова изјава, во тој негов заклучок и повик и апел кој што му упатил да го следат неговиот пример. И повеќе од пола ангели тргнале по него. И Бог имал, и Исус голем проблем да ги разубеди ангелите да се вратат, зашто ова идеја што му ја понудил Луцифер е погубна. И успел само 1/3 да задржи. На своја страна, другите 2/3 останале на Исусовата страна. И знаеме, се случила војна, на небо не му се нашло место, бил исфрлен. Сноши слушам една проповедникот вика бил замолен, ама не бил замолен, исфрлен. И сатаната, а и Адам бил замолен, вика да напушти Едем. Не, него биле исфрлени.
Јас имам една измислена приказка како првите луѓе, првата двојка, првиот брачен пар сгрешиле. Ова е измислена, не е реална. Не можете никаде да ја прочитате, ама малку може да ве потикне подолго да паметите ова предавање. Еден ден Ева му рекла на Адам: ти остани дома, јас ќе одам да се прошетам и успат ќе скршам до пазар да набавам нешто намирници за денешен ручак. И Адам се сложи. Ева заминала, се прошетала и дошла на пазар, а на пазар народ од сите страни. Меѓу таа голема толпа на луѓе доминирала една појава, еден лик, една дама, една господја, која што била екстравагантно облечена и пленила со својата надворежност и убавина. Ева искористила прилика да и се доближи, да се запознае со неа. И знаете, две жени кои ќе се сретнат, што прават? Како почнуваат разговор? Прво зборуваат за надворешноста. Која како е облечена, кај го купи, кај го соши, убаво ти стои и така натаму. Кога исцрпиле темите за надворешноста, за гардеробата, почнале да зборуваат за рецептите. Која што готви, што спрема за јадење. И кога ова господја прашала: ева, што јадите, што спремате за јадење? Па вика, ние се јадиме, вика, што имаме околу нас. Само едно дрво, вика, од него не јадиме. Вика, тоа ви е грешка. Тоа да го пробате, тоа е, вика, со голем вкус и многу перспективи, многу можности ќе ви се отворат. И ја убедила Ева да касни тоа дрво. И кога се вратила дома, носи да му покаже на Адам, а тој кога е видел. Рекол: па имаш и ти ум, знаеш дека Бог рече да тоа да не се јади. А таа му рекла: ма еве, јас каснам, ништо не ми се случи. Еве, вика, касни ти. Тој рекол: јас тоа нема да јадам. Ама Ева му вика: слушај, ако не јадиш, ќе те оставам. И тој погледал уште еднаш во неа и си рекол: море, кај ќе најдам друга, гледа околу нема ни една, уште еден се пули во незе и заклучува дека била преубава, дека таква не може да се повтори. И одлучи и тој да касни. Сега, надмоќ и доминација на жената е од стартот, уште од рајот. Во текот на историјата на нашата земја, Луцифер, сатанат, кој што станал сатана, и не можел појќе на Бога ништо да му направи, да му се одмазди, ама на неговите следбеници, на луѓето, во сите генерации до сега, тој правел страотни големи штети. И низ историјата знаеме дека многу луѓе страдале слушајќи го него и одејќи по неговиот пат. Но, за да не биде светот тотално уништен и изгубен, Небесниот Совет прави еден план. План на спасение, во чие што средиште и главната улога ја превзема Исус Христос. Тој дошол на оваа земја, се понизил, зел човечки облик и 30 години се подготвувал за само неколку години помине со своите избрани ученици и да ја оформи тебелот на идната црква. Но кога дошло време да се жртвува, да плати за нас, не му било лесно. Не го доживел тоа едноставно. Се моле на својот татко и му велел: ако е можно ова чаша да не ја пијам, да не поминам низ она што следи. Тоа биле тешки моменти на кои што Исус бил изложен. И кога дошол на крстот, прескоку на многу работи, оти се многу познати,
и кога бил подигнат на Голготскиот крст, горе на небото завладеела вонредна состојба. Помеѓу ангелите, кои постојано во бројните хорови и оркестри го слават Бога, завладеел молк. И секое око било свртено кон ова земја и една незина точка Голгота. Само Бог го врти своето лице и тогаш ова земја ја обвиткува црна темница и ја затресол силен земјотрес. Затоа што во тој миг умирал Бог за мене и за сите останати грешници. Дали Бог многу платил за нас? Премногу. Дали сме свесни ние за тоа? Малку. Но да зборуваме со денови, и јас да ви зборувам, и вие мене да ми зборувате, не можеме тоа да го искажиме. Но тоа не е се. Дали знаете што уште Бог дал? Неќем да ве мачам. Во Исаија 43 глава, Бог уште нешто дал за нашето спасение. И уште дава. Ајде да видиме за што станува збор. Исаија 43, 3 и 4. Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Svetac Izraeljev, Spasitelj tvoj, dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu umesto tebe. Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih. I dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju. Braći i sestri, ovo je istorija i ние знаеме дека во Мисир Бог, за да го изведе својот народ од робство и да му возможи да слободно и просперитетно живее и напредува и да го слави Бога, без некои робски закони и правила, морал да ја опустоши мисирска земја. Со оние чуда што се случиле тамо, економски била опустошена мисирска земја. А потоа се спомнуваат и други земји. Знаете, во времето на Лот, цел еден регион изгорел во оген и сумпор. Зашто нивното беззаконие и нивниот грех бил толку голем, што морал Бог да реагира на таков еден строг и ригорозен начин. Сега, се поставува едно прашање. Како да го разбереме Бога? Еден атеист би тоа прашање поставил. Бог кој што има главните црти на карактерот љубов, милост, трпение, едните ги казнува, другите ги спасува. Како тоа да го разбереме? А и едните и другите се негови созданија. За ова да го објасниме, мораме да повикаме медицина и една незина гранка, хирургија. Знаете, кога едно ткиво или еден орган во човековото тело ќе откажи и нема му спас, нема му лек, хирурго го отстранува за да останатиот дел од телото, за да останатиот дел може да функционира, да може човекот да функционира. Така и Бог, ова е болна постапка, болен процес, ама е неопходен, нужен да се направи за да може останатиот дел да функционира. Како Бог го доживува ова? Некои викаат Бог се одмаздува, Бог ги казнува, али не е тоа така. Читаме во Библијата, има одговор и за тоа. Ако би се безбожник обратио од свие греха својих, кој учини, и држао би све уредбе и творио суд и правду, доиста ќе живети и не ќе погинути. Имаме уште еден стих. Реци им тако био ја жив, говори Господ, Господ, nije mi milo da umre bezbožnik,
nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Vratite se sa zlijeh puteva svojih, jer zašto da mrete dome Izraeljeve? Prije svece vidimo дека Bog je milostiv, ama i praveden. Zakon, ako se prekrši, mora da se snosi sankcija. Ние видиме Исус платил за нас и ни овозможил да можеме да се задобиеме за она што сме го изгубиле со нашите прародители во рајот. Имаме и уште еден стих во Осија, каде што Бог кажува како го доживува интимно нашето застранување и оддалечување од Него. Осија 2, малку ми е измакнала ова. Осија 11:8. Како да те дам, Јефреме, да те предам Израелju, како да учиним од тебе као од Адаме, да те обратим да будеш као Севоим. Устрептало е срце моје у мени, усколебала се утроба моја од жалости. Видите, овде е Бог максимално емотивен. Емотивно го доживува нашето застранување, нашето непочитување, нашата недоследност и непочитување на неговите правила и прописи. Кога нашето срце трепери? Кога сме ние во тоа едно вонредна состојба? Кога доживуваме голема жалост или кога доживуваме голема радост? Овдека Бог со жалост го доживува нашата неверност, нашето отпадништво и застранување од Него. Браќи и сестри, имаме Бог кој што е заинтересиран, ангажиран за нашето спасение. А ние тоа не го цениме и не го покажуваме, не одговараме соодветно на небесните апели и ангажмани што се околу нас. Бројните ангели завземат за нашето спасение. Ние имаме од самиот почеток тешкоти, околу нас се непријатели на Бога и наши се ненавидници, кои што сакат да не одвојат од Бога, да не разочарат, да не соблазнат и да бидиме за секогаш изгубени. Меѓутоа, што сме му ние на Бога? Рекоме колку сме скапо платени. Ние сме зеница во окото на Бога. Во Захарија 2:8 вика: кој ќе дирни во вас? Во моето око дира. Толку ние сме на Бога вредни. И тој е заинтересиран да го заштити својот народ. Ако окренеме и свртиме библиските страници, ќе видиме како во одредени ситуации Бог го штител својот народ. Во книгата на Исус Навин, 10 поглавје, имаме извештај кога 5 цара се здружиле во коалиција да го нападнат Израел. А едно мало царство кој што било во подем, израелско, било соочено со истребување. Меѓутоа, водачот кој што го водел, бил начелото на израелскиот народ, Исус Навин,
I Gospod reče Isusu, ne boji se, jer ih dado tebi u ruke. Nijedan ih se neće održati pred tobom. Tada progovori Isus Gospodu onaj dan. I kad Gospod predade Amorejaca sinovima Izraeljevim i reče pred sinovima Izraeljevim, stani sunce nad Gavonom i mjeseče nad dolinom Elonskom. I stade sunce i ustavi se mjesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne naže ka zapadu skoro za cijel dan. I ne bi takvoga dana ni prije ni poslije, da Gospod posluša glas čoveči, jer Gospod vojeva za Izraelja. Braći i sestri, Bog je spremen da i prirodните zakoni ги prekini, za da mu ovozboži na njegov narod da izvojува pobjeda protiv njegovite neprijatelji. Imаме друг случај со царот Језекија, кога бил нападнат од сирискиот цар Сенахирим, кој што го опколил Јерусалим, ама тој бил верен на Бога. Отишол во храм и ја развил книгата пред Бога. И Бог рекол, да не читаме многу, ќе изгубам време, јас ќе се бијам за свој народ. Нема да му дозволам да цапни во Јерусалим, ниту да направи ограда. И таа ноќ излезе, вика ангел, и 185.000 сириски војници по отепа и сите беа пострамени, поразени, се вратија. Јас, вика, ќе се бијам за својот народ. Јас ќе го бранам својот народ. И денеска истиот е Бог. Не се смени. Тој е спремен за нашата безбедност, за нашата работа, за нашите планови црковни, за нашите активности, да се завземе максимално, за да успееме. Јас се ви раскажам неколку мои лични искуства. Има многу, ама некои по-безазлени ќе ви кажам. Кога сме во прашање ние или интересите на нашата црква. Како Бог реагира кога оние кои што се околу нас постапуваат неправедно, нечесно спрема нас и спрема нашата црква. Во прилог требаше да работиме фасада на нашата црква и заклучиме дека треба да еден зид се измалтари, а скела зедовме под најам, на сат ја плаќаме. И јас имав познат еден мајстор кој што е вешт и брз, спретен за тоа малтарење. И му рекол, Миленко, дали сакаш да дојдеш таа работа да ја завршиш, ќе ти платам колку што ти чини. Како, вика, плаќање? Идам, вика, еден ден ќе работам така, вика, како што они имат обичај да кажат за здравје. Не треба пари. Кога појде да му кажам дека треба да дојде, скела е поставена, он се направи како да ништо не сме правиле му обед. Така неодговорно, несериозно, дури не сакаше ни да коментира. И јас се најдов во големо неволја, што да правам сега? И некако се снајдов, од овамо до намо најдов еден човек, ја сврши та работа. А знаете што се случи со тој човек? За неколку дена си ја скрши ногата и гипс носеше, не можеше неговата работа да работи. Ја не му посакав то. Не ни размислил поќе за него. Ама тој тоа што го направи, имаше последица да си носи гипс на неговата нога. Еден друг дограмаджија запознав кај еден доктор, работеше, тој негова работа, јас моја работа, и го замолив да дојди во нашата црква да направи едно пенџерче, беше старо, скапано, труло, откако е направена зграда не е променето. И влегува и вода, и дожди, и студ. И го донесов, јас вика та работа, кога влезе во наша црква, ко се врте, ко се чуде, како во некое светско чудо да било
дојден. И јас викам, тоа ќе го направам. Ма те има да се чудиш како тоа ќе изгледа. Ја викам, сега овој човек толку многу се реко нуди и фали, ќе направи стварно нешто. Помина неко време, го сретна, што би не рекол со тоа пенџире? Кој се да ми држи предавање. Па ти знаеш и како се тоа работи, вика, тоа треба да се зеби мера, па да се направи проект, па планови, па скици, па да се одбери материјало, па пресметки. Како за некој вселенско возило да се работи. Добро, така. Непријатни се ови работи што ги кажувам, за кусо време доживее семена една трагедија. И после се испостави дека ќерката негова и мојата ќерка биле другарки, заедно учеле во исто училиште и дека постоела можност и шанса и ние да си бидеме пријатели, да соработуваме и да си живееме. И ден денес како ќе ме види, бега. Сега едно друго искуство. Во Гевгелија, кога се градеше црква, дојде од Австралија двајца наши браќа, адвентисти, и волонтерски работеа. Пензионери беа уште во кондиција, во добра форма, се понудија да ние градат црквата. А од нас, верниците од Македонија, се побара да појдеме да му бидиме помошници. Јас не може да појдам, бев тогаш многу ангажиран, ама си реков, кој ќе се заврши црквата, ќе купам овие вакви, како си вика тоа? Не се неонки. Светилки, лустери. Ќе купам лустери, прибидејќи во Прилеп постои фабрика за правење на лустери. А со директорот ја се познавам. И му појдов еден ден и викам, директоре, здраво, јас би сакал, рекол, да купам од кај вас лустери и да ги дадам како поклон, подарок, не на црква, во која што не можев да појдам да работам, ама ете да дадам нешто и јас од мене. Знаете како со кои зборови тоа го прокоментира? Значи ти јако сакаш од срце да даеш нешто во црквата за Бога. Па викам, ако може ко некој данок, прибидејќи се зема директно од фабрика, не оди во магаси, не оди во продавница, да ми намалиш на цената. Се што е можно вика ќе ти намалам. Ама тука се најде еден комерцијалист негов, кој што па мене ми должеше пари за мојата работа, и он даде една идеја, еден предлог. Вака му рече, директоре, јас му должам на Јаков толку и толку пари. Наместо тој да ги плаќа лустерите, јас да му плаќам нему, ајде јас да го плаќам неговиот борч на рати. Од плата да му одбиват. И се сложиме тројцата. Ама со негова жена јас имав друга една комуникација, таа е правник во општина, а јас имам студирано некојаш право, ама немам завршено, и си правиме муабет на таа тема многу пати. И викам, Лидија, кога ќе ја исплатите фактурата, сакам да ми ја даеш, да имам како потврда, како доказ дека е исплатено, да не се случи да некој од службениците од вашето сметководство му пушти во Гевгелија тамо дека не е платена фактурата. И да се обрукаме неко сите. Вика, Јаков, кој ќе исплатиме, вика, во целост ќе ти ја дајме. И еден ден ми дава фактура. Знаете што видов? Видов дека ништо не ми намалиле, туку ми зголемиле и уште нешто, што најмногу ми падна вака во очи, напишале тамо една ставка во градувањето 700 денари. А тие не ги градија, јас ги зедов од фабриката, ги кладов во автобус, браќава во Гевгели ги пречека, си ги монтира. Знаете како се чувствував? Како една употребена крпа фрлена на улица, сите да ја газат. Така бедно се чувствував со таков еден гест. И не реагирав, не му појдов, де се расправ со никој. И до денеска. Ама еден ден, нешто ме натера да одам по тој пат
покрај таа фабрика да поминам. Не знам, не можам да се сетам што беше причина. И кога поминав покрај фабриката, како да ми е некоја сила свртегла да се исполам во фабриката. И на пенџерето го видов директорот. Отвори джам и се пули нагоре према станицата и према Марко Куле. Јас и заминав. За мене беше тоа, не беше ништо невообичаено. Истата ноќ умре човек, директор. Истата ноќ. И јас имам многу искуства. Ако би ви ги кажувал сите, немам време, ама еден е генерален заклучок. Сите онија со мене и со вас, ако постапуваат нечесно, неправедно и неосновано, пазите, и тоа е многу важно, лоше поминуваат и пред време заминуваат од оваа земја. А сега нешто поубаво. За крај. Едно момче кој што имало царско потекло од благородна лоза, кој што требало да биде еден ден и цар, значи принц, било советувано и воспитувано, тоа го учиме во блиската pouка, да никогаш не заборави своето потекло и својата припадност на царската лоза. Секогаш да се однесува достојно на своето име и својата титула која што носи. И детето било секогаш облечено, безпрекорно, примерно и така се владеело. Делело од сите други останати деца. Не учествувало во нивните лудори, не правило некои штетни работи, секогаш можеле да се угледат на него. И ние кои седиме ово утро, на ова место, сме синови и со тоа небесно потекло, наш небесен татко и цар Исус Христос нас не има као принчеви. И од нас бара да се однесуваме така во тој стил. Иако сме ние, како луѓе на ова земја, грешни, постојано изложени на разноразни искушенија и провокации, никогаш да не заборавиме кои сме и што сме и како треба да се однесуваме. Испуштив да ви кажам една споредба, а тоа е, знаете, кога на некој богат човек, имучен човек, криминогени луѓе, ќе му го грабнат детето и ќе му постават услов: ако сакаш живо да ти го вратиме, ќе даеш толку и толку милиони долари или евра. И сега таткото, фамилијата, со сите сили се трудат само да го спасат своето чедо. И плаќат ненормални суми за да го спасат своето дете. И ние како луѓе на ова земја сме грабнати од сатаната и сме во неговото заложништво. И затоа е Бог дошол, го пратил својот син да не откупи, да плати таа висока цена, неоснована, за да ние бидиме еден ден со него во неговото царство. Амин.